само дел од настапот на Куд Мирче Ацев од Прилеп во Макарска како дел од турнејата во Хрватска. Во текот на изминатите години ова културно-уметничко друштво со фолклорниот ансамбл Темпет од Макарска развија исклучително пријателски односи на соработка, на кој резултат беше и ова гостување. Дел од турнејата во Хрватска беше во организација на Хрватскиот културен центар и македонско-хрватското друштво Марко Марулич од Битола. Оваа година во организација на вашиот сограѓанин Бранко Маретич имаме прилика да гостуваме и да направиме на турнеја во Република Хрватска. Имено настапуваме на фолклорниот фестивал што се одржува во Велика Горица. Тој е веќе традиционален и оваа година беше 16-ти. Чест ми е да се пофалам дека на тој фестивал го освоивме првото место за хореографија и сценска изведба. После тоа имавме гостување во Лудбрек. Тоа беше, да речеме, на возвратна посета, затоа што друштвото Анка Ужбук од Лудбрек ланската година учествува на фестивалот Илинденски денови во Битола, па имавме меѓусебна соработка и одржаа концерт исто така и во Прилеп. Потоа сме гости кај нашите пријатели од Макарска, се работи за фолклорниот ансамбл Темпет од Макарска. Со нив веќе имаме годишно пријателство, започнато уште во 2011 година. Сме настапувале веќе 4-ти патување и гостување овде, додека тие дошле кај нас. Веднаш па се надевам дека година им бидах гости на прославата на 70 годишнината од нашето друштво, од постоењето на нашето друштво. Таа иницијатива потегна од една наша прилепченка што живее во Макарска. Тој дојде меѓусебно запознавање на првото гостување, исто и тие беа воодушевени, ја не знам, во светот кој не е воодушевен од македонски фолклор со својот темперамент и игри и пеење, така да стана веќе, да речам, традиција. Во досегашната работа Куд Мирче Ацев има покажано видни резултати. Во текот на своето постоење членовите новој ансамбл приредиле преку 2500 концерти за прилепчани, а учествувале и на повеќе смотри и фестивали како во Македонија, така и во странство, каде што секогаш добивале истакнати признанија, основани се во 1947 година. На иницијатива на тутунските работници кои тогаш работеле така наречениот државен монопол во Прилеп. Имало фолклорна група, пејачка група, делби се изведували исто и драми, колку што можеле импровизирали. Ние се трудиме да продолжиме таа традиција најмногу колку што можеме и најдобро што можеме. Друштвото настапува, да речем, на сите континенти, освен Јужна и Северна Америка, што значи гостувале во Азија, во Африка и многу земји низ Европа. Куд Мирче Ацев има повеќе од 250 членови, поделени во 5 групи. Фолклорниот ансамбл Темпет со Куд Мирче Ацев соработуваат веќе 6 години. Да сурадње почела прije 6 годina, случајно, ако ишто случајно в животу, и kad su došli Kud Mirče Ацев u Makarsku, imali smo zajednički nastup na Kačićevom trgu. Соработката започна пред 6 години, кога Куд Мирче Ацев дојде во Макарска. Имавме заеднички настап на Качичевиот плоштад. Од тогаш соработуваме. Потоа после 2 години тие повторно ни гостуваа на прославувањето на празникот Свети Петар во Макарска. Потоа ние гостувавме во Прилеп на 65 годишнината од Куд Мирче Ацев, а пред 2 години тие повторно учествуваа тука на еден етно фестивал во организација на фолклорниот ансамбл Темпет. Имавме и фолклорна работилница тогаш, така што ова е 4-ти пат што ние се дружиме, па ние планираме и договараме следната година да гостуваме во Прилеп на 70 годишнината од Куд Мирче Ацев. Фолклорниот ансамбл Темпет постои 12 години. Djelujemo u sredini koja nije folklorna, dakle morali smo sve iz početka, od nošnji, koreografija,
animirati ljude, približiti ljudima ljepotu плеса. Ние действуваме во средина која не е фолклорна и моравме се од почеток да правиме односи, кореографии, да ги запознаеме луѓето и да ја доближиме убавината на фолклорниот танц на певите, така што мислам дека успеавме затоа што секоја година се запишуваат 50 нови членови деца. Имаме млада, средна група, деца до 15-16 години, сениори, вокална група, која ја потегна иницијативата за етнофестивалот. Темпет ги изведува танците од сите краеви на Хрватска. Во текот на гостувањето во Макарска, представниците на КУД Мирче Ацев беа на прием во општината, каде заменик градоначалникот на Макарска ги запозна гостите од Прилеп со долгогодишната соработка на Макарска со Македонија и го истакна задоволството на повторното гостување на ова културно-уметничко друштво во Макарска. Dakle, grad i Tempet su u jednoj dobroj simbiozi, uskoj vezi i to nam je drago jer stvarno to je jedna kvalitetna udruga, evo vi ste se sami uvjerili. Ja vam se zahvaljujem. Градот и фолклорниот ансамбл Темпет се во една симбиоза и тоа ни е мило, затоа што пред се тоа е едно квалитетно друштво. Пред се морам да им се заблагодарам на КУД Мирче Ацев што повторно дојдоа во Макарска по 4-ти пат оваа година, што докажува дека цело тоа дружење преминува во пријателство и традиција. Ние сме во добра соработка со македонската амбасадорка во Хрватска, договоривме и следни проекти на соработка. Морам да го истакнам и фактот на добрата соработка со Македонија, пред се затоа што Макарска збратимена со Кавадарци веќе десеттина години. На крајот на пријатното дружење беа разменети и пригодни подароци, па заменик градоначалникот нагласи дека ги очекува гостите од Прилеп повторно на некој од многобројните сцени во Макарска. КУД Мирче Ацев одржаа концерт и пред многобројните гости во еден од најреномираните хотели во Макарска, хотел Ривиера. На едно од дружењата на членовите на КУД Мирче Ацев и фолклорниот ансамбл Темпет, како и со представниците на Хрватскиот културен центар од Битола, се пееа македонски и хрватски песни и се разменија пригодни подароци. Македонскиот фолклор е надалеку препознатлив, а карактеристично на овие гостувања и турнеи е вечерта кога домакините и туристите заедно со фолклорните групи го учат и играат македонското оро. Воодушевувањето кај публиката на Качичевиот плоштад беше и повеќе од очигледно. Младите играорци и играорки со силен ентузијазам и голема љубов кон народните игри и песни автентично ги интерпретираат на светските сцени обичаите од историското минато на македонскиот народ, а со тоа се долги години амбасадори на македонскиот фолклор на секаде низ светот.